Ќе има ли нова кавга во владината коалиција откако ДПА остана без финансиска полиција? Барање кое партискиот лидер Мендух Тачи му го постави како услов на Зоран Заев за да прифати постизборна коалиција со СДСМ. Тачи на средбата со Заев на почетокот на август му кажал дека му треба овој ресор, оти сакал да ги истражува трансферите на пари од Тиран и Катар. Дали и колку ќе налути ДПА ова извисување, во партијата на Тачи засега молчат. Побаравме, но не добивме одговор. И за разлика од тоа што од владиниот колач многу не се офајдија албанскиот коалициски партнер БЕСА и ДПА, кои се уште не се знае како ова ќе го наплатат, СДСМ најмногу го задоволи старо новиот коалиционен партнер ДУИ. Партијата на Ахмети доби речиси се што посакуваше. 6 министерства, меѓу кои клучните финансии, економија, дипломатија. Првиот вице-премиер Артан Груби вчера соопшти дека ќе имаат и 5 заменици министри во внатрешни работи, одбрана, здравство, правда и транспорт и врски, како и 5 државни секретари. Неделава треба да заврши и поделбата на директорските фотели. И тука ДУИ доби клучни позиции, како МЕПСО, Агенција за електронски комуникации, Фонд за здравство, државни патишта. Неофицијално веќе се зборува и за имињата. Со МЕПСО ќе раководи Мукадес Хајдари, во АЕК директор ќе биде Аријанит Џафери, шеф во Фондот за здравство Фатон Ахмети, во државни патишта Ејуп Рустеми. Бирото за јавна безбедност ќе го преземе Шефик Бајрами, додека со финансова полиција ќе раководи досегашната заменичка во финансии Шире Телези. ДУИ го добива и трудовиот инспекторат, Агенцијата за лекови и државен катастар. Директори за интегративците ќе има и во Директоратот за заштита и спасување, Бирото за метеорологија, Центарот за управување со кризи и железници. Атрактивните директорски позиции кои ги доби партијата на Ахмети ги потврди и првиот вице-премиер Артан Груби.